Ќе јадам чоколада цел ден. Ако сум невидливо, шетина каво зидем, секаде ше џаба. Да ти се па дукшме, да ти капрцеа орет. Ако бидам невидлив, нема да прескокнувам часови затоа што нема ни да одам на училиште. Ќе бидам невидлив и никој нема да може да ме види. Ако сум невидлива, наштика джавка доктори кога сум на свади. На сејами па дукшам, на цетакем, аз сеймар, аз биемар, аз адрес. Ако бидам невидлива, ќе немам своја земја и нема да припаѓам никаде. Ако сум невидлива, карушам очали. На сејаме па дукшме, до теето една борката па дукшме. Почитувани гледачи, ви посакувам да дојдете во ова ново издание на 24 за животот, во кое што денеска ќе разговараме на тема која можеби ви се начнува малку од малку во видеото кое што имавте можност да го погледнете, и морам да ви признам дека станува збор за тема за која што генерално луѓето не размислуваат. Зошто не размислуваат? Затоа што нема логика вие или воопшто не ви доаѓа природно да размислувате дека некој може да живее во одредена држава, а при тоа да нема државјанство. Односно, тој човек да не постои во правно, да е невидливо лице, како што се изразуваат од Македонското здружение на млади правници, и според сите статистики, според сите документи, според сите правни норми во една држава, тоа лице исто како и да не постои, нема матичен број и слично. И токму денеска ние зборуваме за кампања за искоренување на бездржавјанството, заедно со правничка од Македонското здружение на млади правници Александра Ефремова, но и останатите наши гости кои што дојдоа со Александра, а тоа е лице без државјанство, тоа е Асима Алишан и нејзиниот сопруг Бајрам Алишан, кој всушност ќе ни помага во преводот од ромски јазик на кој што ќе ни се обрати и Асима. Добре дојдовте. Добре најдовме. Како сте? Супер. Фала на поканата пред се. Чекај да видам јас дали научив. Лакшото диде. Добар ден. Така ли се вика на ромски? Не, добар. Или тоа на балкано-ромски јас сум научил. Шукар тумаро диве. Како? Шукар тумаро диве. Шукар тумаро диве. Одлично. Добро е, сум научил. И нешто друго најдов, ама веројатно не ми е точно, нема да го пробам. Како сте, добри ли сте? Добри, супер. Ке мора од старт, Александра, пред да завлеземе во целата приказна, мене само ме интересира Асима да ни каже што значи тоа за неа, што значи за вас дека сте без државјанство? Тешко ми е многу. Во која смисла тешко? Ке романела? Ја. Да, слободно на ромски, не е проблем. Бутима е тешко со се ман нема родителија прво. Ман ни пиши садама ман ме родителија. Те пишина сама ман ме родителја ман колма документи са. Пошто ни пиши садема и јати. Ачо. Бајрам. Значи она кажува дека прво на прво родителите се криви што не ја запишеле вика и останала многу и е тешко сега без документи. Значи сака да кажува дека нема децата не се ниво здравствено, ниво осигурење не се, социјално не зема. Така. И тоа. Ке се навратиме на целата приказна, мене ме интересираше само влезниот дел, Александра. Нема да ви пречи на ти што ви се обраќам на сите. Ме интересира, бидејќи вистина, доколку не ми се јавевте и да ми кажете дека имате случаи со бездржавјанство, мислам дека никогаш немаше да ми падне на памет. Може би некогаш сум размислувал, но никогаш немаше да ми падне на памет дека може да живеете во една држава, вие практично да реално да не постоите никаде. А постоите. Да.
Што значи да се нема државјанство? Па, сега јас би почнала вака, ако Слободно. да се има државјанство во една држава, значи да се уживаат сите права кои што ги пропишува законот, пред се уставот на таа држава, односно да се има пристап до, како што спомна и Асима, до здравствено осигурување, до вработување, до образование, значи до социјални права, до домување, до сите оние основни човекови права кои што ги гарантира уставот на земја. Да се биде без државјанин значи да се воопшто да не се има пристап до овие права. Што значи едно лице ниту јас сега ќе кажам дефиниција за бездржавјанство според тие меѓународни конвенции, значи бездржавјанин е лице кое што ниту една држава не го препознава како свој државјанин, како свој граѓанин. Така да тоа значи дека овие лица се ставени во таква положба, ние ги нарекуваме правно невидливи лица, бидејќи некои од нив воопшто не се запишани ни во матична книга на родени, што значи правно не постојат. Тие физички постојат, живеат тука до нас, секојдневно ги гледаме, меѓутоа правно во правниот промет тие не постојат. Така да има лица значи кои што имаат извод од матична книга на родени, меѓутоа немаат државјанство. Што значи дека на овие лица има оневозможен пристап од здравствено осигурување, до вработување, до образование, до сите основни права. Не ми е јасно. Ако имате извод од матична книга на родени, како може да немате државјанство? Па може, државјанство, според законот за државјанство на Република Македонија не се стекнува со самото раѓање на територија на Република Македонија, туку по потекло. Значи, двајцата родители или еден од родителите треба да бидат македонски државјани и во моментот значи на раѓање на своето дете, тие си го запишуваат раѓањето на детето во матична книга на родени, детето добива извод од матична книга на родени, меѓутоа автоматски се проверува дали му следува државјанство. Значи дали некој од родителите е државјанин на Република Македонија. Доколку еден од родителите или двајцата родители не се државјани на Република Македонија, тогаш е веќе потешко тоа дете да добие државјанство. Добро. Што е проблемот? Кај вас Асима? Кај тебе што е проблемот? Кој нема Зошто немаш државјанство? Модат нема на маглама дар пари. Мана си нема моменти, те да пари онма. Ема ки јата чило, после авили джиле ми авокатка донга, ако шлапе леса, ма не са ве документа на сама. Ака авокатка мари, пријави сардамен, черда те овенчи амен метево, хем прелесте шете лав документа, ома право документа те лав. И ке јат, чило да. Добро, Бајрам. Значи, господјата сака да објасни дека кога немаше она никакви документи немаше, апсолутно само извод имаше, што е родена во Скопје, Македонија, од Ѓорче. И кога почнав да ја вадам документи, значи да ги регулирам децата, жената да има документи, и од 9 спрат од инспекторите ми барале таткото да дојде да се подпиша, зашто прва лична карта мора таткото да биде приступ на Република Македонија, тоа е странска лична карта. Добро. Да ја вада. И ние бевме тамо и реков за таткото за незини. Викам, незиниот татко, така? Да. Викам вака, викам треба да дојде да се подпишеш за да твојата ќерка да има лична карта. Вика не, вика ја не доаѓам да се подпишам, не ме интересира, вика ако ми даваш, вика 500 евра, тогаш пари ми барал 500 евра, ја не сум имал, ја идам по канти, собирам шишина. Јас сум сиромаш човек, не сум некој богат. И така остана и после со тек на време и после 2-3 години успеав нешто. Земав лична карта, успеав со благодарение на инспекторките од 9 спрат ми помагале доста. И дадоа лична карта, еве дојдовме сега до 4-та лична карта, сега иде на 5-та лична карта. Така. Венчани сме 3,5-4 години, значи дадов за прием на државјанство, предадов тие работи све, сега чекам. Што значи, Александра, правно случајот на Асима? Асима, значи една од причините за бездржавјанство во Република Македонија е со распадот на бивша Југославија, нели која се самостоила Македонија, лицата кои што се затекнале тука да живеат на територија на Република Македонија, а водат потекло, биле родени или водат некакво потекло од бившите југословенски републики, имале можност согласно законот да се запишат во македонско државјанство. На Асима родителите таа можност ја искористиле, меѓутоа кога се родила Асима не ја запишала и не иде во државјанство на Република Македонија.
А поради тоа што водат потекло тие од некоја од бившите југословенски републики, она по автоматизам не добива, бидејќи не се македонски државјани. Така да тука бил направен привидот. Значи тоа не е случајот само на Асима, ние имаме стотици такви случаи евидентирано на територија на Република Македонија. Тоа е една од причините за појава на бездржавјанство во Република Македонија. Кои се другите? А другата причина, конкретно спорувам за Република Македонија, како што го спомнавме, незапишувањето во матична книга на родените. Сега да речеме во нивниот случај, детето од нивно кога ќе биде запишено во матична книга, второто поред беше добро. Значи тој само си ја раскажа својата приказна, не глумеше. Кога ќе биде запишено во матичната книга на родините, тоа дете ќе се стекне државјанство по таткото, бидејќи Бајрам е македонски државјанин. Меѓутоа за Асима случајот беше поспецифичен. И кога зборуваат они за лична карта, они зборуваат за лична карта за странец, бидејќи Асима како што и даваме на странците лични карти за привремен престој. И останатите лица како неа, значи законот ги третира како странци во Република Македонија. Значи, при тоа не се државјани на една друга република. Точно. Она е тука родена. Значи она целиот свој живот живеела во Република Македонија, не ја напуштила територијата на Република Македонија. Значи за нејза Македонија е нејзина држава. Меѓутоа законот не ја препознава како. Добро, дали сега јас морам лаички да се прашам. Да. Дали не постои да речеме по одреден број на години, да речеме мислам дека 8 или нешто слично природно да се здобиете со државјанство? Постои можност за натурализација. Значи еден од начините за стекнување на државјанство е по пат на натурализација. Овие лица и 8 години точно си се информирал. 8 години е натурализацијата, меѓутоа тоа за обични странци, така ги нарекуваме ние правниците. Значи Асима они се препознаваат како долготрајни вообичаени жители, така ги нарекуваат. Мислам, малку е терминот чуден. Долготрајни вообичаени жители. Не во законот, меѓутоа терминолошки. Јасно, тој термин е прифатен. Асима според законот има можност и за олесната натурализација. Значи нашиот закон предвидува за лица кои што се признаени бегалци во Република Македонија и лица без државјанство, значи олеснет начин на натурализација наместо 8 години законски и непрекинат престој, 6 години да престојува. Добро. Така да меѓутоа она е во поповолна ситуација бидејќи е во брак со македонски државјанин, па може по основ на брак да стекне за 3 години непрекинат престој, значи во Република Македонија и да би од 3 години од моментот на венчавање да поминат и 2 години непрекинат престој. Така да како што кажа и Бајрам, беше проблемот само да се извади нејзината прва дозвола за престој, бидејќи она никаде не постоеше фактички. Она имаше извод од родени, меѓутоа документ за идентификација немаше. Така да тоа беше проблем. Во банката сакаш да не може ништо, не може да се идентификува. Сметка така да постои, не може да ти отворат. Додека нема лична карта. Било за странец, било за македонски државјанин. Така да тоа беше во незиниот случај правно, тоа беше проблемот да се стигне до првата лична карта, за да може бракот да го склучи. Она живееше во невенчан брак. Значи во таа не можевте ни да се венчате? Ништо. Не можеме 17 години така сме без брак. Заради тоа, поради тоа што нема поради тоа што нема државјанство. И во моментот кога ја доби она дозволата за престој, во тој момент значи си го склучи бракот и си поведе постапка за упис на децата. Честитки за бракот. Да сте живи и здрави. Ќе направиме пауза за реклами. Замислете, почитувани гледачи, да сте странец во сопствената држава, каде што сте родени и од каде што не сте излегле во целиот свој живот. Се враќаме по рекламите. Направете го вашиот VIP комбо и заштедете. Плюс, добите Sony Xperia E5 за 0 денари. Повеќе за вас. VIP. Кому би му ги довериле своите очи? На најискусните, најнапредните, најголемите. Систина офталмологија, дел од групацијата Светлост Загреб. Најдоброто за вашите очи. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. А сега, достапен и во форма на гел за локална употреба. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
Во денешното издание на 24 за животот зборуваме за тема која што доколку човек завлезе веројатно да истражува, ќе најде на многу, ајде да се изразам, чудни, односно небулозни случаи, но главното на сето тоа е дека вие може да сте роден, еве го имате овде, Битола, Прилеп или кој да е друг град, Струмица и слично, а при тоа да не постоите во државата. Едноставно правно вие сте невидливо лице, така како што се изразуваат, како што ни пренесе и гостинката Александра, и истовремено вие не можете да извадите ниту здравствено, ниту образование да имате, ниту на суд да одите да имате процес или да се венчате или децата да ви ги заверат дека сте им родител. Така? И со родителството е проблем, би се јавил проблем. Мислам, добро, тоа веќе биолошки доаѓа, но... Проблемот е кога треба да си го запишат своето дете. Значи, мајката се го раѓа своето дете, и во моментот кога треба да се обрати до матичната служба надлежна да си го запише своето дете, мајката нема како да се евидентира, дека да се легитимира дека таа е таа, значи со идентитет аз и Алишан, дека навистина таа е таа. И тука доаѓа проблемот. Гледате, ние ги земаме здраво за готово таквите нешта. Лична карта имате, бидејќи ви следува, заверени сте. Кога сте биле бебе, не ни паметите, фала Богу, дека не паметите, дека некој ве заверил и сте добиле државјанство или ве запишале на училиште или имате здравствено осигурување. Во овој случај ништо од тоа, замислете, ништо од тоа не постои. Се будете едносамајле, не постоите во државата. Асим Алишан и Бајрам Алишан, сопружници, Асим е лице без државјанство, Бајрам ни помага во толкувањето од ромскиот јазик и ти се заблагодарувам, Асима, што зборуваш на ромски. Бидејќи така реално во оваа емисија се учиме на многу различни култури и така и полесно ние да го работиме процесот на прифаќање. Сега, дали си имала проблем со институциите, со државните институции, например, да требало, не знам, да било што, пример некако, да сте се соочиле со проблем? Вака се, јас ке зборам. Ајде. Значи, ние имаме проблеми. Значи, 4 деца сум ги пријавил со ДНК тест да се запишат у матична книга. 2 деца се запишани веќе до ги добив изводите, а 2 деца ги немат уште. Добро. Значи, чекам цела... 4 деца имате? 4 деца, да ви се живи здрави. Фала. И вашите. Значи, 2 деца и чекам скоро цела година. Чекам, уште ги нема тие 2 изводи. Само затоа што сопругата Асима не е државјанин, така? Да, кога регулирав, кога ја земам лична картата, значи завршив. За сите 4 деца направив ДНК тест дека се мои стварно, да се пријава дека се незини, правивме ДНК тест, све предадовме, све една година више за 2 деца ми дадоа за големите, а за 2 малите не ми дадоа уште. Што значи ова, Александра? Постапката за кај нив конкретно се работи постапка за дополнителен упис на раѓање и лично име. Значи, бидејќи јас имам во моментот кога се породила, немала документ за идентификација, поменал тој законски лична карта за странец. Да, тоа документ за идентификација, било да е лична карта за странец или за македонски државјанин. Значи, поминал тој законски период од 30 дена кога родителите треба да си го запишат своето дете и веќе поминале неколку години. Така да постапката, значи, кога ќе треба да се изврши дополнителен упис во матична книга на родени е малку посложена во однос на доказите кои што треба да се презентираат во подкрепа на барањето. Слушнавте да бара ДНК тест, значи во нормални случаи ДНК тест не е потребно кога отидете да си го запишете детето. ДНК тестот кошта 500 евра. Да. Така да тоа е сума која што лица во социјален ризик, па и останатите тешко би ги... А најчесто без државјанството е токму кај лица со социјален ризик. Без државјанството води кон социјален ризик. Тоа сакаме да потенцираме, дека доколку тие лица имаат државјанство, тогаш сигурно и пристапот до вработување би им бил, значи, овозможен, така да би можеле да работат, да заработуваат известни средства. Меѓутоа, конкретно на нив пристапот до вработување не им било возможен, поради тоа што нели Асима не била не постоела правно. Така да тука веќе постапката за дополнителен упис е многу посложена, значи бара повеќе докази, подолго трајна, се чека, како што видовте во некои случаи и година и 2. Поради тоа целиот проблем, меѓутоа пак доаѓаме на крај, се врти околу тоа дека немале документ за идентификација, односно дека немале државјанство. Страшно. За бројки мислам дека не можеме да зборуваме, веројатно затоа што
живееме во држава каде што сме немале попис ние и Сомалија од сите држави во светот повеќе од 10 години. Тие сме две држави. Но од прилика имате ли вие идеја некаква како Сдружение на млади правници, по прилика велам, за колку случаи станува збор? Во Македонија, зборим. Да. Значи, она што можеме да Ке ми збориме... пукне главата ако излеземе и надвор од Македонија. Па добро, ова е проблем што не е само во Македонија. Верувајте, во светот над 10 милиони лица се незапишани или со без државјанство конкретно. Тоа се 5 Македонии. Да. Меѓутоа во Македонија, како што кажавте, државните институции немаат официјална статистика во однос на бројката на лица кои што се без државјанство. Од она што ние за овие 6 години, од кога го спроведуваме проектот Превенција и намалување на бездржавјанството, во соработка со Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации, морам тоа да спомнам, овој проект. Во овој момент, значи, има околу 600 лица кои што ние сме ги идентификувале на терен, кои што се соочуваат со проблемот бездржавјанство. 600 лица. Да. Меѓутоа, мора да кажам дека оваа бројка е динамична, дека се менува од ден на ден, бидејќи тука веќе доколку мајката е незапишана. Значи, бездржавјанството го пренесува на своето дете и не може да го запише. Така да, доколку мајката има 2-3 деца, како што е случајот на Асима, значи, ме саќате што сакам да кажам, оваа бројка од ден на ден се зголемува. Да. Ние имаме села со по 2-3 жители, само да потенцираме, 600 луѓе се вистина многу. Кажете ми, Асима, дали сега имаш здравствено осигурување или, не знам, вработување? Дури ми е чудно, не знам ни што да прашам искрено, од што ми е нелогично. Нема ништо мано, ни социјално, ни бути, ништо нема. Ништо. Ме пало канте џава меро меа ме чавенца исто, те на салонда ме чавена некај те џавленца, на преминола ма никој и аџарен. Значи, сака да кажа дека нема, оне има книжка, има осигурување на мене, на сопругот и тие две деца што се запишани сега, што се државни. Тие имаат налаз осигурување. А тие две мали немаат. Значи, другите две деца ви немаат осигурување? Немаат осигурување, значи, кога се разболат, ги носиме на лекари на приватно, некогаш плаќаме кога имаме, кога некогаш не плаќаме, зашто немаме пари. Ние идеме по канти, шишина собираме со женами заедно. Значи 200 динари на вреќе ја продаваме и тоа цел ден ако собираме на вреќе. Да. Значи практично тоа е веќе мене искрено ми е многу нелогично. Значи од 4 деца 2 не можат да се здравствено осигурани затоа што се уште немаат државјанство. Не постојат, немаат извод. Не постојат, не се запишани у матична книга. Се уште се во постапка за дополнителен упис. Се уште се години нешто. Значи мајката веќе е препознаена, колку толку. Мајката веќе има аплицирано за државјанство. Добро, значи во процесе и државата ја согледува, да. Другите две деца исто имаат, ама овие две деца други не постојат. Да, се уште не постојат правно. И јас искрено да ви кажам, се немам најдено во ситуација по емисијата 7 мене да не ми е јасно што да прашам, бидејќи ми е глупаво да поставам прашања на кои што одговорот ми е искрено многу очигледен дека тоа не е за кажете ми вака, Александра, во Сдруженијето, во Македонското Сдружение на млади правници, значи го работите овој проект кој што се однесува на бездржавјанството. Може само кратко да ги запознаеме гледачите што е МСМП или Мајла, како што си се нарекувате со англиската граденка. Македонското Сдружение на млади правници е непрофитна организација која што од 2003 година работи, значи, на пристап до сите основни човекови права, заштита на основните човекови права. Значи, во склоп на тие проекти кои што ги работиме, го работиме и проектот, како што го спомнав претходно, превенција и намалување на бездржавјанството. Значи, овој проект го работиме заедно со канцеларијата на УНХЦР во Скопје, бидејќи тие го имаат мандатот добиен од страна на Обединетите нации да се грижат за лицата во ризик, односно бездржавјанство, и да се борат, значи, против бездржавјанството.
Така да ние значи во склопот на нашите активности им обезбедуваме бесплатна правна помош на лицата кои што се во социјален ризик, меѓу кои се значи фамилијата на Бајрам и на Асима. Со тоа што значи во рамките на овој проект ние им обезбедуваме значи пред се правна помош, меѓутоа и финансиски им ги покриваме трошоците за административните трошоци за пред се како што спомна Асима за добивање на странска лична карта, за упис во матична книга на родени и секако сега за прием во државјанство на Република Македонија. Бидејќи имате многу искуство двајцата, вие како сопруг покрај Асима, со овој проблем, што би советувале на луѓето, не знам, ете, за да не се најдат... Сакате го добра Асима? Пуштете го видеото од режија, да го погледнеме уште еднаш, да имаат можност гледачите да го погледнат видеото. Ако видам невидлива, ќе јадам чоколада цел ден. Ако сум невидливо, ќе ти на каво зидем, секаде ќе џаба. Па ти се па дукшме, да ти каперција орет. Ако бидам невидлив, нема да прескокнувам часови затоа што нема ни да одам на училиште. Ќе бидам невидлив и никој нема да може да ме види. Ако сум невидлива, наштика джавка доктори кога сум на свари. Не се јами па дукшам, не те такем, аз сеймар, аз биемар, аз адрес. Ако бидам невидлива, ќе немам своја земја и нема да припаѓам никаде. Ако сум невидлива, карушам учали. Не се јаме па дукшме, до тој на борг да па дукш. .24vesti.mk. Информација сега. На теренот на фактите. Телевизија од Доверба, 24 вести. 250.000 лајкови, 250.000 доверби. Телевизија 24 вести. Вашиот прв избор за вистината. 24 вести, потврдено и од македонските студенти. Единствена телевизија со позитивен имидж и доверба. Истражување на меѓународната организација за студентски брендови Стубренд. Така, еве назад кратко само колку да се одјавиме од емисијата. Асима е добро да не се грижите, но веројатно и од тоа што некои луѓе можеби прв пат седнуваат во емисија, во живо пред камера и особено да зборувате за работа која што целиот ваш живот толку ве измачувала и тоа да го кажете јавно пред другите, за тоа навистина треба многу голема храброст и многу сум и благодарен на Асима кога ќе ја гледа емисијава подоцна, да знае еве дека и се заблагодарувам лично за тоа што издвоила време и дошла да ја раскаже приказната која што се надевам дека ќе покрене свест кај луѓето дека во Македонија постојат луѓе кои за државата не постојат иако вие пиете кафе со нив, например, секој ден. Така што во поглед на тоа ќе биде се како што треба, сигурен сум. Кратко само околу видеото, Александра, пред да се одјавиме, ако може.
Видеото е токму, значи, и да го направивме со цел, значи, во рамките на овој проект превенција и намалување на бездржавјанството, да допре до пошироката јавност, до лицата, значи, кои што се со овој проблем, да станат свесни дека треба навремено да го решат, односно да се обидат, да покажат иницијатива да го решат овој нивни проблем, до исто така до државните институции, кои што верувам дека веќе се свесни државните институции и го припознаваат овој проблем, меѓутоа да ја подигнеме свесноста и кај нив да се убрзаат овие постапки, значи кои што водат кон прием во државјанство, меѓутоа и до целата поширока јавност, бидејќи навистина за овој проблем чинам дека и не се зборува. Не би можела да кажам дека малку се зборува. Не се зборува. Значи... Така да тоа беше пред се основната цел, значи да допреме до пошироката јавност и нормално да го искорениме бездржавјанството пред се кај најранливата категорија на лица кај дечињата. Добро. Александра, многу ти благодарам за издвоеното време и што дојде во емисија. Асима ни се придружи, добра си. За крај, еве јавно ти се заблагодарувам што одвои време и што дојде. Како се вели благодарам на ромски? Благодарам на ромски. Фала, како се вели? Овса стивут со Алян. Како? Овса стивут со Алян со одвинјана рица време, а менгете раскажените приказна. Не. Фала? Како да кажам фала? Овсасти Јан, така? Овсасти Јан Асиман. Значи, да знаете само, дајте широкиот кадар од режија, благодарам. Значи, Асима постои. Не можам да се поздравувам со човек што не постои во државава. Тоа е главното што треба да се знае. Значи, ви благодарам многу за издвоеното време. Почитувани гледачи, работата е во тоа што едноставно не може, правото има позитивистичко и натуралистичко сваќање, така што во случајот овде го сваќаме дека ако немаш документи не постоиш, но тоа не е така. Значи едноставно во државата имате луѓе кои живеат тука, се околу вас, пиете кафе со нив, комшии ви се карате ако се гласни и слично. Тие луѓе треба да им се даде државенство и да им се олесни процесот, особено ако се луѓе кои што се родени тука и живеат целиот свој живот тука. Да се покрене малку иницијатива околу сето тоа. Ви благодарам за вниманието и се гледаме јас и вие за час и пол повторно. Пријатно. Декемвриските избори во рацете на Уставен суд. Постои можност одоривање на датумот и ново одложување. Имаме ние конкретни иницијативи, две ги спомнавте, со кои се оспорува и законитоста на одлуката и уставноста. 24 вести објавува. Десничарскиот блок се договори. Единицата е резервирана за Трајанов, двојката за Кекиновски, во тројката Георгиевски, а во петата изборна единица ке се трка Бошковски. Работата на специјалното јавно обвинителство и бариерите ќе бидат нотирани во ноемврискиот извештај на Европската комисија. Очекувано е дека специјалниот суд ќе биде нов услов, оценуваат домашните експерти. Заменикот Кинацовски на терен бара уценети административци. Министерката Томовска тврди, операцијата е незаконска. Победи на изборите, но веќе нема да седне на премиерското столче. По 25 години на чело на партијата, Ѓукановиќ ја отстапува позицијата на нов лидер.